ВМРО ДПМН Штип смета дека штипскиот градоначалник Сашко Николов направил економски криминал, склучувајќи договор со скопска фирма за софтверска програма за наплаќање на паркинг услуги. Пријавата тие денес во име на ВМРО ДПМН во СВР Штип лично ја достави координаторот и пратеник Иван Јорданов. Што за Јорданов е спорно во случајов? Општина Штип на чело со градоначалникот Сашко Николов склучило договор на процената вредност од 3,5 милиони денари. Општина Кочани со некаде 3 пати помалку паркинг места склучила договор за само 150.000 денари. За разлика од општина Кочани, општина Штип со 3 пати повеќе паркинг места склучила 30 пати повисока цена во договорот за наплата на паркинг. Повторувам, 30 пати повисока цена компаративно со општина Кочани. Ова е случај кој што се надевам дека надлежните институции, Министерството за внатрешни работи ќе го истражат и јас се надевам дека ќе се елаборира на јавноста за што станува збор, дали постојат индиции за сторен криминал. Јорданов се надева дека надлежните случајот ќе го истражат и ќе се произнесат, но штипскиот градоначалник Сашо Николов категорично тврди дека со договорот за наплата на споменатите паркинг услуги се е кристално чисто и законски. Паркинзите и тендерот за паркинзите беше многу добро објаснет на претходните пресови и ја поддржувам иницијативата на ВМРО ДПМН да побара од полицијата да се истражи економски криминал и ги повикувам и ВМРО ДПМН, и полицијата, и обвинителствата најслободно да влезат во институциите во било кое време, да побараат документи што им се потребни за било каков сомнеж, за било каков сторено криминал или економски криминал, за да образот на општина Штип, образот на граѓаните биде секојаш чист. Така да општината со тимот на градоначалникот нема да се спуштат на ниво на прашина и кал, да се препукуваат со некакви бледи пресови од децата од ВМРО ДПМН кои што ќе ги даваат на секакви изјави, се со цел да бидат политички видени. Пријавата од страна на ВМРО ДПМН доаѓа откако пред неполна недела на пресконференција во јавноста излегоа со тврдење дека штипскиот договор е нереален.